Какво што е наизглед седиштето, таква и судбината на речиси се што е поврзано со јавното предпријатие за стопанисување со спортски објекти. Наликува на запуштен магазин, има блокирана сметка, судски спорови за неплатени кирии и спортски објекти со кои наместо да се стопанисува, пропаѓаат. Како човек да не стапнал со години, но во државната фирма има и вработени и веде директор за кого владата состави управен одбор за да го разреши. Добар ден. Добар ден. Како сте? Добро. Јас сум Славица. По 2 години директорување се дрма фотелјата на Шпенди Хајредин на иницијатива на антикорупцијската комисија, која смета дека директорот ја злоупотребил службената положба. Таа одавна е издрмана. Ама и владата ја дрма сега. Ја немам што да изјавам на тој поглед, тие знаат. Функцијата на ова јавно предпријатие е да стопанисува со придружните простории на државните спортски објекти и да и предлага на владата кому да ги додели спортските објекти во владение. Поради недомакинско работење, жиросметката на предпријатието без малку 2 децении е блокирана, па плата се добива на алтернативен начин. Парите од кирии легнуваат директно на трансакцијските сметки на вработените наместо на сметка на фирмата, и тоа без да се платат придонеси. Директорот пак не може да земе плата ниту така, бидејќи е со блокирана лична сметка поради приватен спор, па неговиот личен доход оди на сметката на неговиот син, кој нема никаква допирна точка со предпријатието. Ние фактурираме на странките со кои се закупци и по пат на цеси со дозвола од Министерство за финансии ги наплаќаме по пат на цеси или асигнации. Тоа е регуларно, откако ние ќе добиеме дозволата добиваме на годишно ниво, така им се доделуваат платите и ги користиме средствата за трошоци. Јас моите средства си ги пребацувам, можам и на вас да ви ги пребацувам, на кого сакам. Од некогашните 50 на објекти, директорот Хајредин вели дека сега стопанисуваат со 10. А како оди тоа стопанисување, се гледа преку анализа само на неколку договори за закуп. Локомотива стадион? Па тој не плаќа, ама добар е, мислам. Не плаќа секој месец. И игралиште за ракомет? Парк? Да, редовен е. Базен, чаир? Половината е редовен, половината е узурпиран и таму изграден хотел. Ама ова е несериозно. Ова се државни простори. Па баш затоа не знам зашто антикорупцијска не се позабави со овие кога информирана. А дали вие се позанимававте со Ние се, како не, ние цело време се обидуваме. Како може некој да плаќа или да не плаќа? Па во Македонија се е возможно. Ама вие како директор Јас како директор интервенирам, одам, со сите се договараме да ги платат, меѓутоа немаме доволно средства за да можеме пошто се над милион сумите, за сите треба по 47.000 да се плати само за тужба. Од 14 вработени со нова систематизација, Хајредин вели дека го намалил кадарот на 6 мина. Ова импровизирано признание најверојатно значи дека има и задоволни од работата на директорот. Според статутот на јавното предпријатие, патем донесен пред 2 децении, државната фирма има управен одбор од 9 члена која води организацијата и именува и разрешува директор. Но со години одлуки се носеле прво сами од само 3 членови, а потоа со 2 гласа. Не е моја работа да правам статут или правилник. Значи, тоа е работата на управен одбор. Управниот одбор е должен по стариот статут сам себе да направи нов статут. А вие ги познавате членовите на управниот? Како не ги познам, беа тука работеа. Па не сте му кажале на ова? Јас сум му кажал дека прво нема кворум. Имаме 3 дописа до секретаријатот на владата и јас 3 пати предложив по 3, до сега немам одговор. Дел од објектите со кои стопанисува ова предпријатие се во непосредна близина на дирекцијата. Хајредин ни покажа делови од огромната парцела на која се простира спортско-рекреативниот центар Кале.
Дел од закупците на деловните објекти со децении ги држат објектите. Го добиваат предпријатието на суд по разни основи, доградуваат, а и покрај тоа што должат пари, не се иселуваат. Тоа си стои оддавна. Тоа е веќе некои 10-15 години. Тие го додале и фрижидерите се таму. Така да. А функционира ли однаш? Не функционира, тие така го држат само да не си, заради некој долг што го има јавното предпријатие. Еве, тенеќе, направи тенеќе и ќе легализираш во Македонија. Тргнавме и кон базените, некогаш капитална спортска инвестиција оставена на завод на времето. Овој простор стана актуелен во јавноста кога антикорупцијска отвори предмет за Даниел Димевски, советник за спорт на премиерот Зоран Заев во претходниот мандат, кој закупил деловен простор. Хајредин објаснува дека фирмата Олимпик, каде Димевски е управител долго време, и претходно закупувала објекти, а по добиен судски спор бара паричен надомест и деловен простор во кој било друг спортски објект како одштета. Овие помошни објекти на Труд Олимпик, фирмата со која е поништен тој договор и за која антикорупцијска кажа дека е многу лош договор, иако тој има побарување од 500.000 евра према нас. Зошто го поништивте? Имаше реакции многу од власта и беше искористено во погрешна насока. Не само деловните простори, пропаѓаат и базените за кои Хајредин смета дека владата може да ги спаси само ако ги предаде на спортските федерации. Ништо подобра не е сликата и на некогашното лизгалиште, за кое Хајредин вели дека по судски пат го одзеле од приватна фирма закупец и го дале под кирија на лизгачката федерација. На 5 години го издадовме и дадовме иницијатива до владата да им се додели во на трајно користење, за да можат да најдат инвеститор како би го ова средиле и лизгалиштето да се врати во нормална состојба. А зошто за 150 евра кога тонете во долгов? Па сега немаме никаков, нула ни е ќарот ако не постојат тие. Единствено лизгачка федерација би можела да биде тој што може и да инвестира и да најде фондови надворешни и внатрешни за да може да го поправи, да го среди и да се врати. Државната комисија за спречување на корупцијата поинаку гледа на работењето на Хајредин. По пријава на свиркач чешлан е процесот на исплата на плати, договорите за закуп и одлуките на управниот одбор. Резултатот од истражувањето го соопштија во мај годинава. Државната комисија увиде дека постојат низа слабости во работењето на директорот, поради што ќе упати иницијатива за поведување на одговорност до владата на Република Македонија, значи да владата да утврди одговорност на директорот, но поради тоа што постојат и основи за сомневање за злоупотреба на службената должност, ќе упатиме исто така иницијатива до соодветното јавно обвинителство да постапува по овој предмет. Се работи за тоа што утврдивме дека директорот издавал под закуп спортски објекти кои што по законот за спорт не треба да ги издава бидејќи тие се суштински, но и ги издавал, односно склучувал договори за закуп без одлуки донесени од страна на владата. Предметот го работела антикорупционерката Катица Николовска, која до денес не одстапува ниту милиметар од наводите испратени до владата и до обвинителството. Статутот на предпријатието според неа не е усогласен со Законот за јавни предпријатија и за спорт. Со тоа што статутот не е усогласен со овие закони, значи постои преклопување на самите надлежности и можност јавното предпријатие да стопанисува со објекти кои што воопшто не се во негова надлежност. Мислам дека и тука и се потврдија некои на делови од пријавите од информациите што ги имавме, дека јавното предпријатие доделува придружни објекти што се во склоп на спортските објекти, иако за тоа нема право да ги даде на користење. Николовска не го прифаќа образложението на директорот дека за исплата на платите добиле амин од Министерството за финансии. Кога се исплаќа плати преку компензација, значи мора да биде тоа, компензацијата мора да опфаќа и придонеси, а не само нето плати. А они сега фактички фиктивно исплаќаат нето плати,
а должат пред фондовите на име даноци, на УЈП, придоне за здравствено, пред фондот за здравство, пензиско, немаат платено. Токму на предлог на антикорупцијска минатиот месец владата именува нови членови на управниот одбор и им препорача да го разрешат директорот Хајредин. Според Николовска, вина има и кај самиот орган на управување. И понатаму останува проблемот со одлуките кои што управниот одбор ги има донесено без потребно мнозинство, значи тоа се невалидни одники и треба да се преиспитаат. Но кривичната пријава е само против директорот. Добро, он е одговорно лице. Може јавното обвинителство ќе ја прошири пријавата ако оцени дека има доволно елементи за кривично гонење на други засегнати страни. Со именувањето на четворица нови членови на управниот одбор и еден постоен, владата смета дека е отворен патот да се разреши директорот Хајредин и тоа го препорачала кон крајот на минатиот месец. Како причини, владата наведува дека директорот го прекршил кодексот за етичко однесување, а презели постапки кои укажуваат на надминување на надлежностите предвидени со Законот за јавни предпријатија. За разлика од јасната намера за директорот, судбината на јавното предпријатие е неизвестна. Во моментов се прават анализи и се работи на изнаоѓање соодветно решение за ова предпријатие. Веднаш што има одлука, јавноста ќе биде известена. Лошата состојба на предпријатието е од пред повеќе од 10 години. Ова предпријатие стопанисува со многу објекти, секако дека не е добро што пропаѓаат објектите и како влада ќе направиме се за да се најде најсоодветно решение и за предпријатието и за објектите. Директорот Хајредин вели дека имал план за рехабилитација, но смета дека намерата на власта е предпријатието да се исчисти од долгови и да згасне, а надлежностите да ги преземе Агенцијата за млади и спорт. Наводите за кривична одговорност не го загрижуваат. Нема проблем, нека го докажат тоа. Значи, нека го докажат, нека документираат, нека кажат. Од обвинителството велат дека предметот е во предистражна постапка. Предметниот јавен обвинител до надлежните институции издаде наредби за прибирање на докази што ќе бидат од корист при утврдување на фактите. По нивното добивање и анализирање ќе биде донесена јавно обвинителска одлука за понатамошниот тек на постапката. Без разлика на кривичниот исход за поединец, останува загубата за општеството, најмногу за спортистите.